Пензиите во државата се движат од 8 па се до 58.000 денари, стои во анализата на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување на Македонија. Вкупниот број на пензионери во државата е 325.637, а нивните месечни примања се во 3 групи. Традиционално и непоправливо лошо, најдолу стојат лицата со земјоделска пензија, а традиционално најдобро и најгоре лицата со така наречен специјален статус. Еве ја и другата статистика која дава преглед кои и колку земаат пензија. Најголем дел од пензионерите земаат старосна пензија и тие се речиси 220.000. 76.000 земаат семејна и нешто над 30.000 инвалидска пензија. Најголем дел од пензионерите земаат над 18.000 и до 11.000 денари, а просечната пензија во државата е 15.854 денари. Но освен за статистиката, просекот и овој пат не е добар, бидејќи тој засега илјадници луѓе и крие многу аномалии и неправди. Станува збор за над 70.000 луѓе кои имаат пензии помеѓу 11 и 12.000 денари, со кое навистина тешко да се живее. Во многу земји, како на пример Полска, има сериозни напори пензиите да бидат изедначени, без оглед кој и што работел во животот. Образложението е дека ако тоа не било можно за време на работниот, тоа да се случи во пензионерскиот век. Што за ова мислат граѓаните? Па треба да има како треба, треба да има. Тие што земат 30 треба да земат 30, а вие што треба што се помалку треба да земат 20. Пензиите што се од најниската категорија треба да се покачат, а овие што се од високата да се стоат на исто место. Да биде покачувањето линеарно. Апсолутно, треба покачување, тоа е минимална пензија и недоволна за елементарна екзистенција. Има, разлика има, ама толку е таков е законот, така е донесен. Овој став е очекуван од многу аспекти, но и поради фактот што има и група на пензионери кои месечно од државата добиваат помеѓу 43 и 58.000 денари. Нивниот број не е голем и тие се 1324, но заедно со војните пензионери, тие се со најголеми пензии.